Еднакво ниво на образование, исти квалификации, идентични способности на работното место. Логичен тек во ова набројување се и еднакви месечни примања, но состојбата на македонскиот пазар на трудот води друга логика. Се уште дел од жените се помалку платени од мажите. Кога доаѓаме до мерење на овој јас за идентични места, идентична плата, ќе забележиме дека се уште постои јас помеѓу мажите и жените во поглед на нивните примања. Според анализа на Finance Think од 2018 година, разликата во примањата била нешто помала од 9%. Родовата неравноправност најмногу е застапена во пониско платените професии. Голем дел од женската популација работи токму во тие најниско платежни работни места, како што се текстилните компании, каде што знаеме дека текстилната и кожарската индустрија се две индустрии кои што имаат најниски плати. На платите се надоврзува и неравномерната родова застапеност на лидерските позиции. Многу помалата застапеност на жените, особено на високи позиции во законодавството, функционерите и на раководните позиции. Причините за ова нееднакво вреднување на пазарот на трудот се различни. Некои влечат корени и од застарени сваќања. Вториот дел, она што феминистките го нарекуваат втора смена, работата дома, од кога ќе се вратат, грижата за децата, грижата за семејството, за домот, грижата за возрастните во семејството и натаму доминантно остануваат женска работа. Како едно од можните решенија за проблемот, познавачите го посочуваат покачувањето на законската минимална плата, како и колективните договори. Колективните договори се најдоброто орудие кое може да го реши овој проблем и го решава. Но за тоа да успее, работниците треба да имаат синдикати. Една од причините за овие родови јазови нееднаквост е токму малата синдикална организираност. Најновите бројки од Државниот завод за статистика укажуваат дека од целокупната активна работна сила во Северна Македонија, само 39,9% се жени. Овој проблем е форма на врзани садови. Ние мора да адресираме мерки и политики кои што ќе намалат неактивноста на жените. Во сијат тој процес не сме да се занемари и едукацијата. На децата во градинка треба да престанеме да им пееме песнички "Тато на работа оди, мама дома меси". Да ги научиме дека се подеднакво способни за сите позиции, дека подеднакво се одговорни за секој сегмент од живењето. Познавачите се согласни. Состојбата со родовата еднаквост се подобрува, но има уште многу да се работи. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов.